И еве сме среда во уште едно ново издание на нашиот подкаст. Минатата, односно последната емисија, никој од нас не веруваше дека ќе предизвика толку голем интерес, да ете се решивме да го издигнеме на едно поинакво, односно повисоко ниво идејата која зачнавме овде, односно културниот предизвик. И токму во таа насока на 10 декември во просториите на Факултетот за образовни науки ќе организираме една дебата во која ќе бидат вклучени се она што значи репрезент на културата во нашиот град, да ја ете некако почнеме оваа иницијатива. Што всушност е културниот предизвик и што ние и како институциите ќе понудиме како еден пакет на студентите на Универзитетот Гоце Делчев. Па токму затоа денес ќе поразговараме за тоа што всушност ние можеме да им понудиме на студентите. А верувам дека имаме многу. Навистина, каде ќе почнеме? Навистина, еве почнува месецот на убавите моменти, месецот на празниците, и ми е чест и задоволство што навистина еден подкаст како Црново-бело во колор предизвика ваков интерес и отвара проблеми. Така е кога човек верува во работите, кога се труди, навистина резултатите се тие, и ми е драго што ќе се организира една дебата за која што сум цврсто убеден дека во суштина ќе даде своји резултати. Универзитетот Гоце Делчев го гледам не само како академски центар, туку го гледам како културен центар, и тој мора да се претвори во културен центар, затоа што навистина, гледајќи случаите во светот, универзитетот е универзитетите кои што постојат во градовите се сериозни академски чинители. Во таа смисла сметам дека мора да се организира, мора да сите културни институции, сите ние што се бавиме со култура, да видиме каде е проблемот, да ја понудиме еден културен пакет, и сите тие недоразбирања помеѓу студентите и културата некако да пробат да се надминат доколку постојат. И чест и задоволство ми што ќе се организира една ваква дебата на 10 декември точно во просториите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, со сите чинители на културното живење во градот. Само ќе те дополнам, не само Угада, туку и Штип нема што да се срами. Значи Штип е има на таква плејада на уметници, односно на еден културен град на културата, во кој не само што не треба да се срамиме, туку напротив, треба да бидеме нагорди до тоа. Иако, ете моја констатација, иако не сум, вие сте повеќе во на културната бранша, некако беше во летаргија градот во последните, па би рекол и децении. Нешто му недостигаше на градот да се издигне од она, да ја исчисти правта која на кичот и на шундот што не обкружува околу нас, да му го дадеме правото место. Токму затоа ова ќе го организираме, да го понудиме ние. Сега, ако и оваа не вроди плод, тогаш значи нешто можеби системски има голем проблем, па зошто не можеме да го издигнеме. Но ние да ќе дадеме обид. Што му фалеше на градот? Па не, кога зборуваме за културен предизвик, му фали предизвик. Ако го зборуваме за култура, мора да се соочиме со еден факт. Тоа е дека културата е отворен чадор. Може би некој го затворил чадорот или се обидува да го затвори чадорот, од причина што тоа е и моде некој во прилог, а мислам дека отворениот чадор и културата е нешто кое што треба да се негува, да е еден од во образовните или воспитните процеси да е наоѓа значително или да речеме впечатливо место. Што значи култура? Пред малку слушнав, видов на социјалните мрежи како полицијата сака да интервенира во едно село по дојава од селаните дека човекот кој што има крави не ги чува како што треба, и тие кравите му ги уништуват, прават штета на околните имоти. И сега тој наместо да се срамува од тоа, тој се спротивставува на полицијата која што сака да го спречи тоа по пат на законски мерки и одредби, што значи сакам да кажам дека и во тој поглед треба да имаш култура.
Што значи да почитуваш одредени норми кои се или традиционални, или времето ново ги создава. Тука кога се во прашање, например, добитокот, кога се во прашање стоката, може да има традиционални норми. И тие традиционалните норми не смеш да ги пречекоруваш, бидејќи тогаш се зборува за некултурно однесување. Културата всушност представува однос со другиот. Не однос со себе, колку што однос со другиот. Што значи сега? Пред некој ден пак ќе ти кажам, имаше ова, како се вика, собраќајна култура. Во собраќајната култура се покажа дека апсолутно немаме собраќајна култура, со тоа што камерите кои што ги поставија во Скопје за сигнализација на прекршоци, регистрирале некаде околу 2700 прекршоци. Или над 100.000. Што се околу 5000 на час, значи секој што возел направил прекршок. Тоа е прекршок. исто така некултура. Сега, што треба да ги предизвикува овие за да се културно однесуваат со другиот? Пред се законите, може би. Оти кога ќе се врати некој од странство, така да просто речено, ќе ни каже, абе тамо не можеш да видиш ливче по улиците, се е чисто. Ако се задржиш 15 минути покрај некој излог, доаѓа некој те прашува, зошто си овде? Зошто се 15 минути пред излогот? И не знам што ти не. Нема, например, знае се кој кај паркира кола, како е минал во улицата и така натаму. И потоа, откако ќе го каже, тоа вика, но законите се толку ригидни, ригорозни, се плаќа висока казна. Кај нас, не само што не треба што се бунат да не се прати казна, него и да се ослободуват од казната и сите трчат, откако ќе го казнат, а казните веќе се и едукативно делуват, тие сите гледат да го тоа, како се вика, анулират, да го тргнат пострана и пред законот да се чисти, а пред народот и понатаму да се некултурни. Тоа е една ситуација која што со години нас не мачи. Но што се одразува на културата во културата во уметноста, односот, например, на чинителите со консументите, тоа е исто така една ситуација која што е за перцепција, да речеме за наблюдување. Каде, например, да речеме, може би, ние се уште сме навикнати да создаваме масовна култура. Масовната култура е лоша култура, бидејќи таа удара на... Да, таа е полна со интриги, таа е полна со трикови кои што влијаат лошо на емоциите. Значи, ние треба да создаваме, како би се рекло, популарна култура или народна култура. Зашто викам популарна култура? Затоа што она што се создава во моментот, тоа е популарно. Тоа е резултат на начинот на живење. Значи, денеска не може некој да направи како с композиција, како на времето Бах или Бетовен. Не, времето не е такво. Начинот на живењето не е такво. Начинот на живењето делува на резонот, на разумот, на потенцијалот творечки. И сега гледаме, баш Мики пред малку ми рече, многу си долг во своите излагања. Треба да си пократок, подинамичен, поточен и попрецизен. Тоа е една од ситуациите кои што се бара и во филмот, и во театарот, и во музиката. Значи, немаме повеќе ставови, него се влегува низ еден став. Се сведовме на Reels. Да, тоа е една ситуација која што исто така мора да имаме однос со консументот. Консументите сакат таква култура. Консументите сакат таков производ, таква вредност, да речеме. Они се подготвени за восприемање на такво добро. И ние сега, тие кои што го создаваме тоа добро и кои што го нудиме на пазарот, мора да сме свесни докаде можеме со истото. Многу пати нашите театарски представи, филмовите, музиката ги надминува, ги префрла консументите. Што би рекол Изе Царелич на времето додека беше во Сараево, седам вика во мојата соба и еден куршум ме префрли, вториот куршум ме префрли, третиот куршум ме префрли, јас почна веќе да се плашам дали некој од овие три не ме погодил или нема да ме погоди никош. Ние ја префрламе публиката, ги префрламе нивните потреби и потоа доаѓаме до констатација дека немаме култура. Па немаме култура затоа што немаме предизвици во културата.
Да, вие како академска заедница, што нудите како универзитет за студентите и нивното учество во културните настани, Оли? Не знам, дали разговарате на тие ваши совети, вие сте сепак универзитетски професор, како е вашето гледиште во однос на тоа? Што треба да направи универзитетот? Да. Личен пример, секогаш на првиот час со моите студенти, помеѓу нели од како ги воведам во тоа што ќе работиме, доколку некој од вас има желба да биде радиоводител, да сака да направи представа, ако пишува нешто, слободно кажете. Ние меѓу другото, освен што на вас примерно вие да го стекнете, да имате компетенции за тоа што го студирате, да ги канализираме и вашите потреби, вашите желби, вашите таленти доколку ги имате. Така да. Јавете се. Интересот е скоро никаков. Каде е проблемот според тебе како универзитетски професор? Зашто да нема млад човек потреба да си ги изрази? Веројатно од 8000 студенти има некој процент кој што има нешто уметничко во себе, кој што сакат да се изразат на поинаков начин во рамките на неговото академско делување. Ова ме поттикна, ова дебатата што ќе ја правиме сега ме поттикна пред неколку години бевме во Битола кога ги промовиравме универзитетот и откако завршивме едно девојче дојде и праша: "Леле, многу сакам да глумам во театар, многу сакам дали имате нели кај нас, дали имате факултет?" Викам: "Еве дојди", бидејќи тогаш не знаев, јас не знаев каде да ја упатам. Така, да. И како да ја анимирам и како да го канализирам. Тој навистина многу сакаше девојчето. Токму затоа сега ќе ја направиме таа дебата за тие студенти кои го сакат, кои имат потреба, кои чувствуваат да се изразат, да им го понудиме тоа. Така е, да. Тој пример навистина точно ми остави впечаток дека има, но верувам дека студентите и не знаат каде да тропнат, на кој да се обратат. Тие ги чувствуваат институциите во градот како некој еден толку затворен круг, толку бирократски, буквално има страв да се согласувам, апсолутно е така. Верувам дека има и такви случаи во кои можеби некој ќе дојде да праша и бидејќи верувам дека кој ќе се занимава и кој ќе работи со тоа, извини, ама него ние правиме тоа. И ги одвраќат. Апсолутно. Културата на диалог е исто така една важна компонента во односот со другиот. Кога рече сега никој не дошол до некој од како чинителите на културните добра да побара нешто, управо се плаше од таа култура на диалог. Но не од него, нејзината култура, од барателот, него од оној што давателот. Значи, давателот мора да е подготвен на секоја критика. Ако сега, зашто? Тоа е недостаток на култура на диалог. Ако јас напишам лоша критика за театарот, цел театар нема да разговара со мене. И ќе рече: "Аха, зашто не разговара?" Затоа што немат култура на диалогот. Значи, никој не прашува поради шо е рецензијата, да речеме, или како се вика оценката ниска. Нема да те праша, него ќе рече: не разговарам со тоа не е тоа рецензија која што јас би сакал да ја знам, да ја имам и е погрешна и така натаму. Значи, проблемот е во тоа дека културата на диалог е исто така клучна работа и една од најважните и дава огромен придонес консументот на доброто да дојде и од тебе дури да побара автограм. Знаете ли што значи да се побара автограм од некого? Тоа значи дека во целост ја прифаќаш неговата понуда. Во целост ја прифаќаш неговата понуда. Него тој ти е идеален предизвик за културен живот и за културен консумација. Одлично го кажа тоа за торпањето. Еве, да знаев мили откако сега ќе го направиме тој пакет, тоа девојче ќе го упате в Мики. Во суштина, да, значи не е проблемот само како што разбрав, само да ги обвинуваме студентите, зашто не се. Веројатно самите институции, апсолутно се согласувам со професорот Толи кога кажа дека ние како институции делуваме затворено. Еве јас тргнав од кај мене, не ги отвараме. Еве и кај нас да се случи да некој сака да има драмско студио, не постои. Не постои театарска група во
универзитетот када се обрати студентот, кога не имаме студентски театар, а замислете, сите добра ги имаме една прекрасна сцена, еден прекрасни објекти каде што може да се делуваат и да се прави тоа, но не се прави. Само на 2 метра од нас е сцената на универзитетот, кој што се нема одиграно студентска представа, не знам од кога. Да. Кои што се идеални актери. Еве јас од ова место, во ова време, тврдам дека се идеални актерки работат во мојата представа сега детската на правниот факултет, а може да радиме 20. Тие случајно не само во театри, на другите универзитети слободно видите дека театарското образование, културното образование како е застапено во универзитетите. Мора подитно тоа да се направи студентски театар, универзитетски театар, не само тоа, универзитетска библиотека, универзитетско кино, универзитетски балет, танци, мора да се организира универзитетот заедно со сите културни институции, заради тоа што навистина штета да имаме толков број на млади, современи луѓе овде во градот, а при тоа да немаме никаков контакт и добивка. Навистина е жалосно. Ова мора да се поткрене на ниво на институции, затоа што некако многу е лесно да го обвиниш студентот. Студентот е тој што не доаѓа, ма не го интересира, тој сака по политичка, а напротив, ние што? Дали сме се распрашале ние како културни институции што ќе понудиме на студентите? Можеби треба да ги смениме своите програмски содржини. Не знам, ако бараат помодерни представи во нашиот театар, треба да го испитаме пулсот на современиот млад студент, да му понудиме такво дело. Дури на педагошки факултет, доколку изучуваат некакво дело од капитални дела од светската драматургија, можеби треба да го поставиме сите заедно, да учествуваат студентите во нашите процеси, ние да учествуваме во образовниот процес. Зошто еден актер да не одржи едно предавање на тема театар, еден драматург во било кое предавање на универзитетот? Зошто да не те вклучим во театрализирање на историјата? Зошто да не? Ние сме учили историја на театар. Од една гледна точка, од практична гледна точка, зошто не соработуваме? Очигледно делуваме, да не употребам лош збор, али затворени. Институциите секој за себе, летаргично, секој си незаинтересирано, нас ни е доволно 3 изведби, 4 изведби и ние сме доволни, државата ни дава пари, ние си ги исполнуваме проект, премиерата мине 4, а дали ќе расне со студенти, дали, не знам, еве. Како да работиме да се развие тај културен аутизам, знаеш кај луѓето да. Еве види, после овие ситуации за кои што ви реков дека јас имам веќе група една театарска трупа од 20 студенти од правниот факултет и уште некои од основните училишта и ние правиме представи. Но проблемот е тоа што, например, и ние сме спречени да го развиваме тај наш потенцијал, таа наша потреба да имаме сценски израз од многу фактори. Например, никој никаде нема да ни даде отворен простор за речат, еве, можете ова да го направите кај нас, без да се вклучени некои ниски страсти и потреби и што ти ја знам. Проблемот е во тоа што ние во тај културен, како се вика, надпревар, што рекол Гоце Делчев, ние всушност мора да создадеме поле каде што ќе се развива културен надпревар. Што значи тоа? Тоа, штом се развива културен надпревар, тогаш и понудата од културни добра ќе биде и вредности само по себе ќе се бараш. Зошто? Затоа што токму конкуренцијата создава можност да се работиш повеќе, да се произведува повеќе, всушност да се сили потенцијалот творечки кај тебе што го имаш. Не случајно пишува тамо во тие некои студии како се однесуваат учителите со децата кога ќе се запишат некаде во најраните школски години, во прво одделение да речем. И кога ќе праша учителката зошто сте овде, тие глас хорски ќе кажат за да научиме. Он не вика, а зошто да научиме? За да знаеме. А зошто да знаеме? За да ја победиме конкуренцијата. Верувате ми, без конкуренција нема културен надпревар. А шом нема културен надпревар, нема културно поле. Значи, она што го кажал Гоце Делчев, и јас светот го разбивам како културно поле, како поле за културен надпревар, ние го губиме и полето, и немаме снага за надпревар. Што значи тоа? Мора да сме предизвикани од нешто. Има два предизвика. Едниот твојот потенцијал, другиот е твојата потреба за консумација.
Тие се двете нешта кои што мораме со нас да ги носиме и да ги негуваме како волци, како волкот во човекот. Оне што го храниш, тој појак ќе биде и тој останува. Ако го храниме нашиот творечки потенцијал, ако го храниме преку нудење на културни добра, тогаш кај нас ќе се изродат многу луѓе кои што ќе можат на културното поле да изнесуваат свој материјал со кој што ќе се ќе се преваруваат. На бара во која нема протекување стануваше бокречина во која што дури ни штрковите нема да сакат да влезат да се хранат. Токму, значи, резимирајќи, се надевам дека наредната недела на 10 ќе излезе една одлична иницијатива, најпрво на локално ниво, ќе почнеме од локално ниво, која се надевам дека ќе премине и во малку повисоко ниво. Како што реков, ние ќе се обидиме, ќе понудиме на студентите тоа да го искористат. Барем едно ќе бидеме сигурни дека, особено прво нели пред себе си, дека ете сме понудили. Така е, да. А тоа за мене, мислам, е нештото кое многу ми значи. Малку кон големи нешта. Да сум сигурен дека ќе има резултат. Овој нели подкаст не само со ова културниот предизвик, ете ќе се обидуваме да даваме и други предизвици со цел да ги анимираме и студентите и граѓаните на Штип да освен обкружувањето со едноличноста на секојдневиот живот, да им понудиме нешто кој ќе биде инакво, кој ќе биде на едном повисоко, поинтимно и покултурно ниво. Ова е навистина тешка работа, е да се работи, да зборуваш за култура, обкружен со популистичка културен отпад, така да го кажем, но нема да се откажеме и продолжуваме понатаму. Така. И кога зборуваше нели дека си преепски широк, имаше прочитав една студија во која некој американски психолог истражил дека во почетокот на 2000-тите години интересот, фокусот на луѓето бил 2-2,5 минути. Сега е 40 секунди. Само 40 секунди, толку време колку да ми остана само да ве поздравам и да ве поканам и во наредната емисија да бидете со нас. Ете, толку траат 40 секунди. Сега замислете колку е тешко да се бориш, да го задржиш фокусот и на студентите и на граѓаните. Значи, затоа го чувствувам тоа дека понудата со ниските страсти на се што е медиум е она кој го задржува вниманието. Така, нашиот културен предизвик е ставен на маса. Ајде да го обработиме, ајде да го понудиме на граѓаните, на студентите, на сите чинители и љубители на културата. Ние го ставаме на маса. И ќе му дадеме време на времето да го одработи своето и да видиме каков резултат ќе резимираме, да. Ви благодарам за тоа што бевте со нас. Се гледаме во наредната емисија.